Денеска, како пратеници во Собранието на Република Македонија, се наоѓаме пред изборот на две опции. Дали ќе овозможиме, дали ќе дозволиме правдата и правните процеси во оваа држава да го пронајдат, односно да се вратат на вистинскиот пат, или и понатаму во оваа држава ќе се спроведува селективна правда, ќе има нееднаквост пред законите и ќе има привилегирани. На 27. април, животите и здравието наше, на нашите колеги, на нашите соработници и службите во Собранието на Република Македонија, новинарите и медиумските работници беа загрозени. Она што се случуваше тој ден е спротивно на сите човечки, морални, етички, но што е најважно и законски правила и прописи. Тоа го виде и со оваа констатација се согласи целата домашна и меѓународна јавност. Тој ден, кој влезе во срамната историја на нашата држава, мора да биде расчистен, за да можеме колку толку оваа темна дамка да ја избришеме. Тоа му го должиме и на владењето на правото во оваа држава, но и на ова собрание. Иако овде и сега сме соочени со сериозен предизвик, иако ве уверувам дека за нас воопшто не беше лесно да донесеме конечна одлука, се потпревме врз практиката, врз мудроста на ова собрание, кое и во изминатите години се соочувало со вакви или слични предизвици. Од осамостојувањето на нашата држава до сега, Македонското собрание никогаш не дозволило попречување на судски одлуки и затоа не треба тоа да го дозволи сега. Судот во неколку наврати досега барал од собранието да донесе одлука за одземање на имунитет на пратеници, а собранието секогаш имало интенција, односно намера, да го остави судот да одлучува за пратениците како и за секој друг обичен граѓанин. Од тука, верувам дека за сите нас изборот е јасен, не е едноставен, меѓутоа јасен и експлицитен, со оглед на заедничката определба на сите за правна држава, владење на правото и еднаквост пред законите. Наша должност и одговорност е ова собрание цврсто да застане на страната на правдата и на еднаквоста. Токму собранието треба и мора да биде пример за враќање на правната држава. Затоа сум убеден дека и нашите колеги пратеници, на кои се однесува ова одлука, ја разбираат и ја поддржуваат потребата како законодавен дом да обезбедиме услови правдата да го пронајде својот пат. Ако се убедени во својата невиност, ако веруваат во своите постапки, тогаш ова одлука е од нивни интерес. Враќањето на правната држава е најважната работа за Република Македонија и повторувам, собранието треба да биде пример за тоа. Институциите имаат должност да го расветлат случајот заради потребата од владење на правото и правната држава, за никогаш такво нешто да не се повтори. Законот мора да важи еднакво за сите, правда мора да има за сите и сите граѓани треба да бидат еднакви пред законот на оваа држава. Од овие премиси, како пратеници, не смееме никогаш да отстапиме. Ви благодарам.